Добре дојдовте во Чекор напред со М6. Целта на овие подкасти е да се едуцираме преку разговори со истакнати професионалци од бизнес заедницата, размена на нивните искуства, со цел на крај сите подобро да работиме со нашите компании, но и генерално да го подобриме или да го промениме начинот на размислување и тоа да го премениме во нашите секојдневни животи. Му посакувам добри дојде на Горан Антевски, генерален директор на ТЕП Раде Кончар, мој драг колега уште студентските денови, машински инженер. Еве на почеток, Горан, да ни кажеш нешто повеќе за твојата професионална кариера, како се одлучи, зошто се одлучи токму да студираш на машинскиот факултет на смерот индустријски менеджмент? Благодарам, колега, ние сме заедно од студентските денови иста генерација, така да можеме слободно и на ти да си разговараме така. И да ни биде побаво. Да, јас имав назнаки од моите родители да студирам економија. Затоа што тогаш во наше време беше економијата поразвиена, подобро беше да работиш, но ја бев заљубен во машинството. Тоа ми беше љубов, затоа што често доаѓа во Раде Кончар, кај што работеше мојот татко од самото свое прво запослување, така да често кога доаѓав таму и гледав тие машини, тоа искуство, знаење што го имав таму во текот на средношколските денови ми значеше нешто. И затоа отидов на машински факултет. Таа ми беше страста за цртање, за организација. Таа љубов према организацијата беше од мојот татко, кој е еден од врвните менаџери по организација. Значи имаме слична мотивација, бидејќи кај мене моите родители додуше не ме тераа на економија, бидејќи исто инженери, па некако природно јас се запишав на машинскиот факултет. Квалитетот обично е еден од карактеристиките по кои ние како потрошувачи од другата страна кога сме ги оценуваме производите. Обично градиме перцепција или го гледаме производите во однос цена и квалитет. Дали навистина вреди производот за кој сме платиле за тоа што сме го добиле како квалитет. Тоа значи имплицира дека всушност ако имаме подобар квалитет, можеме да наплатиме и подобра цена, попремиум цена од нашите конкуренти, со тоа да створиме нели услови за подобар развој, инвестиции, маркетинг кампањи и така натаму. Што се измени последниве децени? Како се менува во делот на управување со квалитет односот на компаниите кон тоа? Управо се, Филип, затоа што квалитетот е првенствено за зголемување на цената, за зголемување на профитот, но не само за цената на самиот производ, него за губењето на шкартот, на недостатоците на производот. Тука се добива поголем профит и поголеми финансиски импликации за буџетот на компанијата, затоа што квалитетот е основа за нешто да се презентираш пред купецот да ти верува, но секако тука е да немате она after sales сервис, значи да немате трошок за понатаму за одржување на самиот производ. Така да, квалитетот е многу битна ставка во самиот производ, затоа што вие не треба да се расправате во иднина со купецот, него купецот треба да биде задоволен. Ако не биде купецот задоволен, вие брзо ќе згаснете компанијата, брзо ќе згаснете тој производ. Квалитетот секојаш треба да биде прво нешто на кое не треба да се размислува. Прво е квалитетот, цената, па роковите. И тука тие, мислам, три работи се, за тие работи не треба да се разговара. Значи, квалитетот првенствено мора да биде добар, цената да биде коректна, роковите да бидат навремени. А после можеме да разговараме за лепота, за бои и за такви работи. Така, квалитетот треба да биде на прво место и успешни се оние компании кои долготрајно го држат квалитетот, има стандарден квалитет и тој квалитет соодветствува со тоа што го комуницираат во нивните маркетинг кампањи, бидејќи имате компании што имаат супер маркетинг и се перцепирани нивните производи како одлични, но ако не соодветствува квалитетот со реалната перцепција, тоа на долг рок не е одржливо. Може ли да ни кажеш некој пример каде што баш токму поради тоа што сте квалитет, имате квалитетен производ, сте успеале во однос на другите, или било пресудна за да го биете некои договори, да дојдат комитентите кај вас, бидејќи вие генерално работите бизнес to бизнес?
Раде Кончар е познат по својот квалитет. Тоа е и основата на која се темели нашата компанија. Ние имавме најголем конкурент во Македонија, ни беше Емохрид. Компанијата до 2000 година некако таа компанија Емохрид исто вложуваше во квалитет. Ние никогаш не правевме, да кажеме, размислувавме да го намалуваме квалитетот. Секогаш прво беше основа квалитетот во Раде Кончар. Додека во Емохрид после 2000 година се осети губење на тој квалитет и колегите во таа компанија беа насочени повеќе на поевтини производи. Ние како Раде Кончар, јас секогаш на секој купец кој доаѓа кај нас, ние му кажуваме ние не сме најевтини. На почеток ние не сме најевтини, но на крај ние сме поевтини од другите. Затоа што квалитетот што ќе му го понудиме со цената парира. Но после тоа, значи тој нас не гледа веќе. Затоа што ние кога ќе му го направиме производот, наредните 20-30 години тој производ нема никаков проблем на пазарот. Затоа што ние сме, како што кажа и ти на почеток, ние сме B2B, работиме значи со индустријата. Така да квалитетот на Раде Кончар е неприкосновен и ден денеска. Ние не правиме разлика дали некој производ е ефтин или скап. Правиме разлика само дали е квалитетен. И дали вреди за парите што сме ги дали. И тоа веројатно не може таа оценка да направиме баш тогаш кога купуваме, бидејќи квалитетните производи потоа сваќаме дека се исплатат затоа што немаме трошоци после. Не ги носите не само во зборам материјални трошоци, губење време, ако имате рекламации, носење на производот, враќање, застој во производството поради тоа и така натаму. Ама вие ако имате некој инженер вработен ваш, што морате да го праќате после да ја поправа работата. Значи, вие морате да ангажирате возило, морате да ангажирате работник, 1, 2, 3, морате да ангажирате дигалки, вилјушкари и се останато. На крај ви испаѓа дека целиот профит вие сте го дале на after sales, после продажбата. А и купувачот не е задоволен. Не е задоволен. Затоа морате квалитетот да го држите секојаш високо. И на тоа не треба да наоѓате никакви забелешки и да го поевтинувате квалитетот, ако гледате дека на тој основ ќе изгубите многу после тоа. Многу компании кај нас, најпознат, најпопуларен стандард што го воведуваат е ISO 9001. Претпоставам дека и вие го имате воведено, но има голем број компании кои стандардот го воведуваат за да формално го имаат, а не го применуваат преку годината, туку подготвуваат документи за контрола баш еден месец пред да дојде ресертификација. Дали кај вас се применува ISO 9001, кои други стандарди ги имате и дали навистина ги применувате со процедури како што се пропишани во ISO стандардите? Кога бев на факултет, јас учев машински факултет, индустријски менеджмент. Професорот Кралев, кој е еден од врвните менаџери и професори по менеджмент, ни кажуваше стално, вика, кој правите некој проект или нешто за организација која сакате да научите, одете во Раде Кончар. Раде Кончар имаше, тоа зборам за 90-тите години. Раде Кончар имаше еден систем, се викаше Георга, као што е напишано, затоа што зависи од држава во држава како се чита, значи буквално Георга се пишува. Тоа е германски систем каде што беше дури повисок стандард од ISO стандардот. Тоа беше усвоено во Раде Кончар и ние учевме по тој, јас учев по тој систем, затоа што и татко ми го предаваше тој систем во други фабрики, така да ми беше веќе познат системот и познати ми беа методите на работа. Така да кога дојде ISO-то беше во тој момент кога јас 99 година се запослив во Раде Кончар, ние тогаш го воведувавме ISO-то, беше како понизок стандард од Георга системот, така да ни беше многу лесно. 2006 година кога купивме Раде Кончар ТЕП компанијата, во рок од 6 месеци ние си добивме ISO стандарди затоа што ние си работиме по тие стандарди. Ние ги имаме сите стандарди од ISO за безбедност, за информатичка технологија. Не знам што уште не знам, не ги знам бројките сите што ги имаме, затоа што се трудиме секојаш да бидеме подобри. Но мене не ми е
ISO стандардот нешто што е врвот. Ние се трудиме повеќе да ги примениме кајзен методите, јапонските методи за работа, Kanban системот сакаме да го воведеме, што е многу потешко за македонски just in time, тоа само можеме да го сањаме во Македонија, но останатите методи јапонски полека ги усвојуваме. Почнувајќи од PTS, Visual Management, сите тие методи полека ги применуваме веќе и луѓето тоа го гледаат. И нашите купци се разбира го гледаат. Така да им покажуваме дека имаме квалитет. Ние сме фабрика, значи која се занимава со производство на метал, а ние сме чисти како во аптека. Затоа што чистотата ви носи квалитет. Не можете вие да имате квалитет ако не сте чисти и организирани. Така да квалитетот е еден вид на чистота, организираност и посветеност. Така, ISO стандардите се предуслов, но не значи дека имате воведени се стандарди дека сигурно произведувате квалитет, бидејќи всушност ISO стандардите само ви ги дефинираат процедурите по кои работите и вие потврдувате дека секогаш ќе работите по тие процедури, но ако тие не се добри, тогаш тоа се покажува на пазарот кај купувачите. Значи морате да имате и навистина добри оперативни практики, како што имаш и кај тебе, бидејќи сум го посетил Раде Кончар и навистина е така. Убавата и средна работна атмосфера ги стимулира и вработените да се вложат и да дадат квалитет. Ме интересира, ако некоја компанија е на почеток и сака да воведе систем за квалитет, со кои предизвици би се соочила? Дали ќе најде обично наоѓаат на отпор кај вработените? Барем беше така порано, претпоставам дека се уште е тој менталитет, зошто ние сега ова, добри сме и вака. Кои предизвици би се соочила некоја компанија, средна да кажем или малечка, доколку сака да воведе некакви стандарди? И дали тука новите технологии влијаат врз тоа како се управува со квалитетот? Претпоставам дека оние анализи на податоци, сензори доколку се стават, може да ни посочат на време каде можеме треба да интервенираме и да спречиме дефект, шкарт, со тоа да ги намалиме трошоците. Потполно си управо, сега е многу пристапна таа технологија, сензори, визуализација и сите тие работи. Така да, во право си, првенствено треба таму да се насочат. Затоа што во моментите кога ние го воведувавме ISO стандардот, се уште не беше на такво ниво компјутерската технологија и дигитализацијата, сега е многу полесно да го направите сето тоа. Ние истото го правиме. Значи, ние сега ја менуваме нашата перцепција за квалитетот со тоа што внесуваме пратење и следење на производството. Мерење, точно. Не може да се подобрите ако не мерите. Значи мерење, но правиме мерење на самите машини и на работниците. Значи во моментот инсталираме опрема, веќе е во постапка на контрола на сето тоа. Инсталираме специјална опрема што ни ја направи една компанија во Македонија само за нашите потреби. Каде што ги контролираме машините, ги контролираме вработените, со тоа што колку е нивниот квалитет во изработка, каков е и квалитетот на самиот производ на крај и колку парчиња се отпад или се е како што треба. Но многу внесуваме и во роботика. Во последните години можеме да се пофалиме дека секоја година купуваме по неколку роботи само за да се научиме и да видиме каде можеме да напредуваме. Така да би те поканал сега да дојдеш, имаме нови производи, нови машини, нови системи за производство, што се надвор од границите на Балканот, може и во Европа нема такви. Баш ми е драго и благодарам, сега ќе дојдам. Ти сакам да не посетиш. Во делот на вашите клиенти, дали не само бизнес то бизнес и кон потрошувачите, фирмите што работат директно со потрошувачи, дали мислиш дека тоа што е порасната свеста и стануваме по-пребирливи потрошувачи, бараме поквалитетни производи за пониска цена или барем по квалитетни производи не е цената секогаш присутна, ја велам за секој производ и за секоја цена има купувач, само треба да дојдеме до него. Дали сметаш дека тие промени на страната на побарувачка ги присилуваат компаниите да вложуваат се повеќе во квалитет, бидејќи нели на крајот лојалните купувачи ги градиме преку квалитетот? Види, искрен да бидам, во претходните години
квалитетот беше неприкосновен. Значи, прво се гледаше квалитетот, секогаш да биде тоа најголем, најврвен квалитет. Тука можеме да кажеме на приказка што се збори, што се кажува во Јапонија, вика германска фирма, сега јапонците се споредуваат со германците, вика германска фирма се јавува во Јапонија да порача роба и вика ни требаат 100.000 парчиња од вашиот производ, да ни доставите до тој рок, овие вика да, се согласуваме, и можност за несоодветен производ, значи за неквалитетен производ, може да бидат 3 парчиња. Значи на 100.000, ова јапонците го кажуваат, ја кажуваат оваа приказка, па би сакал да ја кажам колку е тоа кај нив размислувањето на високо ниво. Вика 100.000 парчиња и само 3 производи може да бидат неквалитетни, односно да има 3 производи кои се со несоодветен квалитет. Во одредениот рок, јапонците им праќаат 100.000 парчиња и плюс 3 парчиња, затоа што германците побарале 3 да бидат неквалитетни. Значи, до таму е нивната самосвест на квалитет. Но, искрено да ти кажам, мислам дека во последните години тоа малку и се менува, затоа што тој висок врвен квалитет, таа прецизност, ние на машински го учевме, колку е попрецизен производот, толку е поскап. Кинезите го променија малце менталитетот, почна италијаните еден период, па сега кинезите го променија, тие сега идат на друго. Како што јапонците правеа ефтини коли на секој 3 години менуваат, така и кинезите сега го прават. Сега колите, машините, кинезите ги прават врвни со целата опрема. Го добивате, знаете дека ќе ви трае 5, 7, 10 години максимум таа машина, но за 3 години или за 5 години ќе се смени нешто ново, ќе добиете подобра машина со подобри карактеристики, затоа тој ти вика купи сега оваа машина, после 5 години ќе купиш нова. Така да размислувањето полека се менува, а цената е драстично пониска. Се што на времето јапонците го работеа 70-тите, 80-тите години, 90-тите со тие автомобили кои се менуваа на 3 до 5 години и вредноста после им паѓаше, истото тоа го прават кинезите сега и со колите и со машините. И мислам дека се менува малце перцепција. Да, но тоа е што не ми се свиѓа. Тоа противречи, да. Еве ова што го говориш исто и сега се пронаѓам мене јас дека не ми се допаѓа, биде тоа е во спротивно со циркуларната економија, која вели еден производ треба што подолго да остане во користење и да се користи пред да стане отпад, но тоа не се случува само со автомобили или со видето бела техника, значи за ги прават производите точно да бидат во функција, следојќи им треба гарантниот рок. После тоа, и тоа е најлошиот дел, после тоа поевтино е да купите нов производ, отколку да го поправате стариот и овој стариот станува автоматски отпад. Не се ни поправа, немаш или не се ни поправа. Немаш ни мајстори за поправка. Прво немаш мајстори, втори ни делови можеби да немаш. Така да цената може да биде 20%, поправката да биде само за 20% поевтина или 30% да купите нов производ. Но мислам дека тоа ќе се минува со оглед на тоа дека нели имаме ограничени ресурси. Горан спомена ти неколку пати Јапонија, Кајзен, 6 Сигма како по строги би рекол, по демандинг стандарди во однос на производството. Кажи нешто што те поврзува толку со Јапонија, бидејќи ти и на некој друг начин си поврзан со Јапонија, веројатно тој менталитет јапонски некако го пренесуваш и во својата компанија. Да. Јас сум председател на едно македонско-јапонско здружение за техничка соработка. Но со Јапонија ме поврзува уште од студентските денови. Затоа што ние учевме за Кајзен тогаш, као еден чадор за највисоките стандарди во работењето и за Toyota системот, го учевме уште на факултет. И уште тогаш се заљубив во тој начин на организација, затоа што ја видов можноста дека само така може да се напредува. И потоа кога веќе бев во Јапонија на неколку пати на обуки, беше сето тоа разбирливо. И секако тоа сакам да го пренесам на сите во Македонија за подобрување на нивното работење, не само на квалитетот, подобрување на квалитетот на живот, не квалитетот на производот, него подобрување на квалитетот на животот, затоа што е неопходно. Јапонците многу менаџери ја сваќаат исто Кајзен и Лин системот,
Six Sigma, значи америчкиот Lean систем и Кајзенот како исти. Разлика има голема. Lean системот е организација во фабриките и тоа е само за производство. Додека Кајзенот е систем на подобрување на организација во фабриките, но и во болниците, секаде и во самиот живот. Значи, јапонците се трудат да имат човечноста во системот. И затоа сум толку заљубен во Кајзенот и на сите мои колеги и сите менаџери кои одат преку мојава програма што организираме во Јапонија на обуки, се враќаат со исчистени умови, што се вика. Квалитет, чистота, организираност. Тоа е, таму може да го научат, да ја научат основата од кај што потекнува тој Кајзен систем. И да не научат да го правиме тоа што го правиме најдобро што можеме и секој ден да се трудиме да го правиме подобро од претходниот. Значи ден да се надпреваруваме со другите, секако треба, но прво да се надпреваруваме да бидеме подобри од себе претходниот ден. Кој совет вака во твојата кариера ти оставил најголем впечаток во делот на квалитет или генерално во менаџирањето? Некој совет, некоја реченица што си ја запамтил од некого, си ја прочитал некаде во Јапонија, си ја слушнал можеби? Јапонците имаат вика квалитетот не е случајност. Квалитетот е организација. Значи, со организација вие ќе постигнете квалитет. Но за мене најдобри се приказните што ги имам слушнато и што ги имам осетено во Јапонија, каде што ги кажуваат примерите од нивниот развој. Доаѓа вика од Германија исто, зашто тие се надпреваруваат со германците со квалитет секогаш. Вика доаѓа од Германија човек кој сака менаџер на компанија, голема компанија, кој сака да види како работат јапонците и се разговара со јапонскиот собственик на компанијата, како вика можем да дојам вие да ме научите на вашата работливост, вашиот Кајзен систем. Вика нема проблем, повелете, дојдете ке мене, вика ќе ве научам. Доаѓа германецот, слетува со приватен авион, иде кај директорот, кај собственикот на компанијата, исто мултинационална голема компанија, директорот облечен во работничко дело. Му дава работничко дело на него, се облекуваат све и овој мисли дека ќе иде во производство. Овој зима кофата, сунѓерите, ракавици и иде да чисти тоалети. И германецот вика, чекај, ја не дојдов овде да чистам тоалети. Не. Прво ќе го исчистиме тоалетот, затоа што треба да научиме како треба да биде чист тоалетот. Исто тоа, јас го имам доживеано, кога бев првиот пат во Јапонија, тој професорот што ни држеше обуки, вика прво и основно, кога ќе стигнете некаде, влезете да го видите тоалетот. Така да вика, јако ќе одам кај вас. Прво ќе влезам во тоалетот да видам дали е чист. А вие, ако сте прави менаџери, ако сте прави луѓе кои сакате да напредувате и да подигнете вашата организација подобра и подобра, прво треба да го средите тоалетот. Така да, ние кога ја 2006 година купивме компанијава, беше руинирана. Имам слики како изгледаше претходно. Прво што направивме, бевме да ги срушиме тоалетите, да направиме нови убави тоалети. Луѓето не благословува што сика, сега вика можеме да влеземе во тоалет. Претходно не можеше да се влезе. Тоа е работата. Ние први треба нашите души да ги исчистиме. Значи нашето тело да си го исчистиме, да биде тоа чисто, за да можеме понатака да бидеме подобри луѓе. И како што спомена, веројатно за бизнисите барем тоалетот е одраз на ставот на компанијата генерално кон вработените. Ја тоа правило го примирам кога одам во ресторан или кафетерија, сакам да влезам во тоалетот, бидејќи тоа покажува филозофијата на менаџментот. И тоа е добро што сте го направиле, бидејќи па ако тоалетот е нечист, така е. Тоа и кујната ќе биде нечиста. И не ги почитувате ни вработените, не ги почитувате ако таков е тоалетот и целата компанија всушност. Така да добра е таа филозофија. Горан, кај гледаш дека управувањето со квалитетот ќе се движи во следнава деценија, да речеме, бидејќи многу динамично се менуваат работите, имајќи го предвид развојот на вештачка интелигенција, Internet of Things како една работа што е неминувано врзана и со циркуларната економија. Дали мислиш дека квалитетот ние начнавме
ти кажа дека квалитетот за жал во некои индустрии се спушта со цел да се биде поконкурентен со цени, но тоа пак е во спротивност со оптимално користење на ресурсите на земјата кои се нели ограничени. Каде мислиш дека ќе се движи контролата на квалитетот? Нови стандарди ли ќе има? Овие ќе бидат застарени дел или ќе еволуираат? Стандардите мора да се задржат. Затоа што тие се само она книга како треба вие да работите. Но мислам дека со вештачката интелигенција и со развојот на технологијата, новија системи, предиктивноста на грешките ќе се подобри. Системите ти даваат можност да ти предвидуваш каде може и што може да се направи грешка. А секако, ако имате, да кажеме, ако имате вие некое производство, секако морате да внесувате автоматика, роботика и морате да работите околу тие системи за нивна дигитализација. Така да дигитализацијата ќе биде основа каде што во иднина ќе се зголемува квалитетот на производите, но со таа предиктивност на работењето ќе се подобрат и ќе бидеме попрофитабилни. Тоа е целта. И веројатно внесувањето на роботи, како што вие сте почнале, тие зголеми ќе го елиминира можноста за субјективна грешка, бидејќи роботите нели ќе се одржуваат на време, но ќе се намали можноста за човечка грешка во целата. Еве, ко пример ќе ти дадам. Претходно роботите ги пуштивме после Нова година. Системот со роботите го пуштивме после Нова година. Значи, пред Нова година ние имавме на 100 парчиња произведени, имавме 1 до 2 грешки, кои не беа големи, но не ни бара доработка. Понекогаш ни правеа проблеми. Мали грешки, но тие грешки ти прават проблеми, затоа што све се сечи идеално во милиметри, на ласери, си обработува и таа грешка понекогаш правише до обработката да биде и скапа. После Нова година, како и пуштивме роботите, нема грешки веќе. Значи, на 100 парчиња, вие немате ни еден грешен. Затоа што тој робот го става на тоа место, 100-тиот, 1000-тиот, 2000-тиот пат. Така да, вие веќе тие грешки од работната рака каде што го става мајсторот, веќе го немате. Затоа што мајсторот интуитивно понекогаш не може да го намести производот на правилното место, но ние искрено не сме отпуштиле вработен за такви работи, затоа што нас работниците се уште ни требаат многу повеќе од колку роботите, наискрен да бидам, но ние ги обучуваме нашите мајстори, значи не само инженерите, мајсторите ги обучуваме да работат на роботите. Што ми е голем проблем сега, затоа што дел од мајсторите не може да го прифатат тој технолошки развој и прават голем отпор. Но се надевам дека со разговори, со разбирање, ќе го прифатат тоа дека роботите работат за нив. Не тие за роботите. Роботите работат за нив. Но чистиот проблем со изумувањето на парната машина, секоја индустријска револуција го има тој проблем каде што има отпор кон новите технолошки Предходната недела на сите вработени ми објаснов тој систем, да кажем, за тој проблем со лудовичкото движење во 19 век, да, кои кршеле машините. Значи, викам, луѓе, ние сме тука дека машините работат за нас. Сватете го тоа. Вештачката интелигенција ќе работи за нас. Само ние треба да ја контролираме. Тоа е работата. Треба да ни олесни и треба да контролираме и тука оној социјален аспект исто што треба фирмите да го имаат, како што е споменети, не сте отпуштиле никого, тој социјален аспект треба да убаво да се менаџира, за да не сватат вработените дека новата технологија им го зима работното место или ги заменува комплетно, туку да се даде една можност за некоја, како да кажам, симбиоза меѓу работникот и машината, дека машината му помага да биде попродуктивен. Со самото тоа, фирмата попродуктивна и може да ги качува платите базирано на зголемена продуктивност, не базирано на закони. Сега кога дојдоа малце зголемени плати, одма се осети тоа и многу полесно, полесно се свати, ама види вака ние, значи роботите работат за нас, го зголемуваме производството, го зголемуваме квалитетот
Јас само тој недостаток што се јавуваше со неквалитетни производи, само го преточи во плата. И ние го добивме зголемување на платите. Трошоците за шкарт Ништо или друго, за да. загуба на време, Да. само ги тоа продуктивноста си ја зголемил и автоматски ја споделуваш со вработените делота, заработка на продуктивност. За крај, кој би бил твојот совет или препорака за младите професионалци кои влегуваат сега во бизнисот, во индустријата, кои сакаат да се занимаваат со контрола на квалитет? Што би им препорачал? Освен да појдат нели во Јапонија. Да, точно. Тоа обавезно. Младите инженери, посебно машинците и електроинженерите, затоа што јас соработувам со нив, моја цел е секогаш да учат организација. Значи, она што го завршиле, да речеме, некој смер во насока во своето учење, како магистерска работа, магистерско учење, да им биде организација. Зошто? Организацијата само го подобрува квалитетот. Значи, вие не мора да учите од книги секојаш, него со текот на организација, со учењето за организација, комплетното зголемување на знаењето за организација, вие автоматски ќе ви дојде да го зголемувате квалитетот на самиот свој живот, работењето во компанијата, и тогаш ќе сватите дека квалитетот ќе си дојде, самиот ќе си дојде. Не мора вие да се трудите да учите за квалитет до детали, него целокупниот живот на организирање и на подобрување ќе ви донесе на вас квалитет. Не само во работењето, него и во самиот живот. И затоа ги терам секогаш младите инженери како магистерска работа да земат организација, зашто тој многу им недостига. Точно е тоа дека фактички филозофија треба да развиете, дека квалитетот и се во животот доаѓа како резултат на некој процес и некој системски подобрување. Системски подобрувања и околу, бидејќи јас сум инженер, реално на факултет и мене ми беше Кралев професор и предметите кои ги предаваше организација на производство, тоаш ми се чинија као дека што го учиме ние ова, ние сме инженери, треба. Но кога се запусти првото вработување ми беше во фабрика, сватив колку е важно ти да ги организираш луѓето, сите ни ресурси, опрема, луѓе, репроматеријали, да ги организираш, да тоа даде највисока можна продуктивност. И навистина добро е инженерите да гледаат дури оние што сакаат да се занимаваат и многу со техника или со квалитет, да имаат пошироката слика за организацијата. Она што треба да им го препорачаме, претпоставаме првото вработување, ако може да им биде во фирма што има здрава корпорацијска култура, така, каде што ќе ги повлече и ќе ги направи подобри професионалци. Тука би се надоврзало уште нешто, значи приметувам и друго. Приметувам дека им фали и економско знаење на нашите инженери. Значи да, организацијата е една ставка, но разбирањето на економијата, како работи, кои се трошоците во компанијата, како да биде профитабилно, им недостасува. И колку шкартот во производство влијае всушност на крајната цена на производот. И тука мислам дека се трудам во разговори на Машински факултет да се подобри малце и во тој аспект знаењето на студентите, затоа што често гледам дека на Машински факултет не се сменети предметите и од мојот твое време. Од наше време. Истите предмети. Само насловите може дело. Да, насловите малку подобрување, но некои работи мора да се променат затоа што светот се менува. Не може факултетите да останат на исто ниво како што било пред 20 или 30 години. Значи, мора на 10 години мора да се направи подобрување на системите за учење. И веројатно последно прашање, образованието. Едно е формалното образование кога добиваме секој на својот факултет кај се одлучил да го заврши, но мислам дека континуираното образование и тоа преку курсеви, обуки како што ги организира МШС од различни теми даваат можност да ги секој од својот професионален аспект малку да излезе и да види пошироката слика, поширокиот контекст во кој работи. Да речеме мене како машински инженер многу ми беше значајно запишувањето на MBA студии, каде што освен технички работи ти сваќаш дека треба да знаеш да ги присметаш трошоците, да присметаш payback период, вредноста net present value, некои такви поими, да читаш завршни сметки, некои такви поими што ти отвара други хоризонти и сваќаат дека ти со својата работа не е само производство или технички дел или квалитетот,
туку ако добра работиш својата работа, придонесуваш на крајниот финансиски резултат, хармонија некоја во компанијата, меѓучовечки односи. Сето тоа е еден дел од компанијата. Убаво кажати, човечки односи, финанси, екосистем, организација, пресметување на трошоците, значи сето тоа ние мораме да го научиме. На факултет не може да се научи се, тоа е нормално. Така. Но како што каже и претходно, треба младиот студент првото вработување да му биде во корпоративна и добра компанија, каде што ќе има добар ментор. Ние сме се содрувале со и во мојата компанија, луѓе што не знаат да ги менторираат младите инженери или работници. Знаеш, тоа понекогаш е многу лошо, незадоволен излегува човекот од компанијата после некое време. А многу ми викаат, зошто вие вложувате во вашата компанија толку за обука на младите, која утре ќе се замине. Па и ако се замине некаде, викам. Подобро е да иде обучен човек, задоволен човек, затоа што утре истиот човек кој ќе дојде да соработува со нас, ќе знае дека ние сме му вложили, сме вложили нешто во него. Али искрено ти кажам, многу ретко си одат од кај нас, затоа што немаме на друга култура на добро работење, коректност, со шали, со убавина во работењето. Ние работиме, например, од 7 до 3. Во 3 и 5 минути фирмата се затвара. Сега имаме втора смена, па дел од производството само продолжува во втора смена, иначе до пред нова година ние работевме од 7 до 3. Ја во 3:15 заминував и со колегите инженери заклучувавме фабриката. Јас сакам задоволен човек да ми дојде наредниот ден на работа. Ако тој не дојде пред 7 часот наутро и не е задоволен во работата, значи не гледаш напредок во него, тогаш му се заблагодаруваме, затоа што ние сакаме луѓе што дишат со нашиот дух. Ако не диши така во компанијата, не ни треба. Всушност, вие вложувате во старт во квалитет во луѓето, да станат квалитетни и така тој квалитет, тоа размислување за квалитетот го пренесуваат во компанијата и тоа е веројатно најисправниот начин како да станете висок компанија со која произведува или дава високо квалитетни производи или услуги. Тој период апсолутно мислам дека е исправен. Ти благодарам, Горан, што денеска беше гостин во нашиот подкаст. Се надевам дека и гледачите научија нешто повеќе за квалитетот. Доколку ви се допадна, продолжите да го следите нашиот подкаст и можете да не видите на YouTube и на Spotify и на другите социјални мрежи. Да, благодарам, Филип, и на твоето прекрасно интервју, затоа што твоите прашања само доведува за мое подобро излагање. Благодарам што еднашка.